Кој јас сум кралот на токсични односи. Дали си заљубен? Нема да констатирам повеќе на оваа тема, кој како сака така нека свати. Еве на полиграф сум, знаеш дека не лажам во моментов. Дали ти пречи прекарот биба? Може да ме викаат и Петре, се додека е со респект. Малкумина знаа дека имаш брат близнак, Дејан. Да. Дали е вистина дека не сте во добри односи? Толку си имам изнаслушано невистини за себе, предпоставки, па и цели онака сценарија приказни за во театарска представа, ја и брат ми секој повик го завршуваме со те сакам. Добре дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој јавните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Секое прашање мора да биде одговорено со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои проект не беше да постои. Голема благодарност на нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кој долги години веруваат во мене, па така и овој проект не беше исклучен. Благодарност до Prima Mebel, кој се погрижа за интериерот во ова студио, како и до Fashion Group што вечерва ме облекува во Springfield. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola Buttonот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време е да ви го представам мојот гостин. Даниел Николовски. Добре дојде во Полиграф. Добре ве најдов. Иако морам да кажам дека прв пат се осеќам болко непријатно, така да не знам колку добро ве најдов, али ајде да видим. Веќе ми одговори како си, така што... Да, ја не мораш многу да прашаш, доста ќе одговорам. Предпоставувам точно овој пат. Време е да започнеме. Ајде. За да калибрираме машината, првено е потребно да одговориш на некои основни прашања. Добро. Дали е твоето име Даниел Николовски? Да. Дали постои прашање на кое вечерва не би сакал да дадеш одговор? Да. Дали си спремен за полиграф? Да. Твојата главна професија е фризер и мејкап артист. Соработуваш и со многу јавни личности. Дали мислиш дека некој од нив се блиски со тебе само затоа што им требаш? Мислам дека да. Дали е вистина дека на јавните личности не им наплаќаш? И да и не, заради тоа што има и онакви кои плаќаат и онакви кои што уствари имаме соработка, тоест за одредени проекти кои што кај нив не инволвираат финансиска придобивка, не инволвираат ни кај мене. Меѓутоа, доколку се работи кампања или некој спонзорски договор, тогаш сите заработуваме. Значи, ова би се одговорило со да? Па затоа го посочив, онда би било да, али валјда би излажал ако кажам да, затоа што има такви кои што си доаѓаат, си користат услуга, си плаќа. Со оваа работа започнуваш да се занимаваш на 14 години. Да. Дали е вистина дека си започнал со ова под притисок од некој друг? Не. Јас од секогаш сум знаел кој е мојот животен повик. Со поддршката на моите родители успеав и многу рано да почнам да заработувам сам, бидејќи ја имав една предност, а тоа е дека мојата мајка беше фризерка. Ја имав баш познавање од тоа што денеска го работам многу помлад отколку моите соученици и затоа можев да си дозволам да заработувам и да живеам од тоа многу порано и поддршка сум имал секогаш, а никогаш не сум имал притисок за да работам. Дали се сметаш за најдобар во Македонија во тоа што го работи? Да. Дали некогаш имаш убедено клиент дека изгледа одлично, иако приватно не си мислел така? Сигурно е да, само од една причина, а тоа е дека многу често клиентите имаат свои барања, кои што на крај може да се испостави дека не се идеална опција. Јас затоа стално велам дека кога посетуваш професионалец, треба и да му дадеш доста доверба,
да ти помогне со неговото професионално искуство и да изградите заедно еден убав проект, а тоа е добра шминка и фризура. Меѓутоа, некогаш во интерес на време ти мораш да се сложиш со нивното барање, да го изработиш како сервис и нормално е на крајот да дадеш и комплимент за истиот. Дали сметаш дека својот бизнис и кариерен пат го имаш донесено до ниво да се наречеш бренд? Да. Па, би се надоврзал на ова со тоа што, како што кажавме, работам од доста млад и во нашата професија никој не може да ти поклони кариера. Тука или си добар и луѓето доаѓаат да ја користат твојата услуга, или едноставно џабе е се. И најдобри салони и помош за соодветна едукација, што и да е од некои X фактори кои што може да се случат, мислам дека на крајот сепак најважно е што ќе понудиш на клиентите и колку они ќе го посетуваат тоа што ти го работиш како услужна дејност. Дали сметаш дека денес е премногу лесно некој да се нарече шминкер или фризер? Да. Многу често слушаме за оние YouTube, што велам јас, научени шминкери и фризери, и некако имаше еден период кога некој не знаеше што со себе, па некако наједноставно им изгледаше оваа работа, бидејќи е барана доста услуга последните години. Меѓутоа, и тоа е здраво да го имаме, да можат луѓето да препознаат што е квалитет, што е квантитет. Немам против нови, да кажам, луѓе да доаѓаат во нашата фела, меѓутоа сметам дека треба секој да има соодветно образование и едукација за тоа. Важиш за еден од најскапите фризери и шминкери кај нас. Дали се согласуваш со тоа? Да, јас сум некој кој што толку многу инвестира во мојата професија, не само од најквалитетните брендови кои што може да ги донесам тука кај нас за нашите корисници на услуга да ги нормално уживаат, туку и сум се погрижил да понудам и амбиент, да направам убаво студио, да им ги дадам секогаш најновите трендови и услугата да е максимално комплетна. Што тоа значи? Многу често луѓето кои гледаат нашата професија како бизнис, недоволно се трудат да ги запазат некако сите ставки кои те прават комплетен и професионален. Не е само да дадеш ти убава шминка и фризура. Многу се важни уште многу фактори за тоа да биде целосен експириенс. А јас сметам дека доаѓањето во мојот салон е целосен експириенс. Дали сметаш дека се што е скапо е и квалитетно? Не сметам дека се што е скапо и квалитетно, и тоа се испоставило дека е така. Со оглед на тоа дека посебно, сега не знам за што конкретно е ова, меѓутоа сите оние high-end брендови, мислам дека не идоа на толку многу бојкот, затоа што дрогеристските брендови се доближија многу до нивниот квалитет, а цената е доста поразлична. Дали е вистина дека некогаш имаш наплатено шминка и фризура повеќе од 1000 евра? Да, меѓутоа не, тоа се обично букинг проекти кои што на пример луѓето не букираат да одиме теренски да сработиме нешто. Не се случува во салонот, за една шминка и фризура не може да стигне до таа цена, мислам никако. Дури да отворам во 3 Сабајле, цената е само 50 евра плюс предработното време од договорениот термин. Така што исто ќе се надоврзам на тоа дека ние важиме за нешто екстремно скапи. Кога ќе ставиш колку денеска една прослава чини, шминката и фризурата е, верувај, ни пола процента, не 1% од настанот, така да за уметност која што е квалитетно сработена со визија и која што дефинитивно самиот ден ти го прави поубав, мислам дека луѓето апсолутно дури и да 1000 евра треба да ги дадат. Дали е вистина дека во периодот на матури цените на твоите услуги се повисоки? Не. Имаме пакети кои што се за матуранти, тие се доста по-приступачни уствари, така да ние намалуваме на цените за шминка и фризура, а не накачуваме кога има такви прослави. Дали некогаш имаш откажано термин без оправдана причина?
Мене во 17-18 кариера години, тоест кариера, ми се има случено само еднаш да откажам термин. Тоа е кога почина мојата мајка. Тоа е единствената ситуација кога морав да го доработам денот, знаејќи ја веста. После тоа само утре дента ги пролонгирав термините бидејќи беше викенд невести, фала им на неколку колеги кои излегоа во сусрет и ме заменија, така да тоа е дефинитивно единствената причина поради која што јас сум откажал термин. Значи одговорате да, тоест Да. не. Па сум откажал, да. Тоа е на некој начин откажување или преместување. Но причината е оправдана. Па секогаш причината е оправдана ако се откажува термин. Дали е вистина дека курсот за шминкери не започна поради незаинтересираност ке публиката? Не. Прво јас немав објавено дека е започнат за да може луѓето да се пријават. Јас го најавив тоа само како проект, академијата, меѓутоа не беше објавено од кога ќе почне. Напротив, побарувањето беше на моја огромна чест и задоволство, огромно, со тоа што тоа е само пролонгирано за, верувам, после септември или октомври, а ја не можев да го изведам поради недостаток на време. Сакам да го сработам баш посветам. Дали се согласуваш со тоа дека луѓето повеќе зборуваат за твојот приватен живот отколку за твојата работа? Да. Мене некако низ годините, јас стално велам за разлика од многу мои колеги, за мене стално многу се шпекулирало, се зборувало и не знам искрено од каде е тоа така. Еве на полиграф сум, знаеш дека не лажам во моментов. Јас мислам дека имам еден сосема нормален живот, немам никакви дамки во минатото кои што би били интересни, ајде да кажам, за луѓето да ги зборуваат. Меѓутоа, толку си имам изнаслушано невистини за себе, предпоставки, па и цели онака сценарија приказни за во театарска представа, да едноставно еве ден денес не ми е јасно зошто е тоа така. Ајде да преидеме малку на твојот приватен живот. Ајде. Дали ти пречи прекарот биба? Не. Не ми пречи, не би ми пречело да ме вика било кој како сака, доколку намерата е позитивна и добра. Знаеш како, јас стално велам едно и од тука е и шегата со тоа што ние стално се викаме по некој поинако име и тоа е сосема случајно настанато. Мислам, тоа е, ако раскажам на многу луѓе ќе им го скршам филмот зошто и од каде е тоа, така да ќе го оставиме тоа за некој нареден пат, али по принцип никогаш не сум имал прекар низ детството, стално сум бил некако Даниел, така да дури и ми е интересно и се додека луѓето ми се обраќаат со култура, почитување и добра мисла према мене, може да ми се обраќаат и со петко ако сакаат, искрено. Дали може би сметаш дека биба е на друга поинаква страна од Даниел Николовски? Као алтер его? Па јас таа страна секогаш сум ја имал во себе. Знаеш како, мислам, таа страна. Ајде да кажам, јас сум бил некој кој што последниот период повеќе се појавува медиумски во еден друг формат. Тоа е некое лајв вклучување кај мои пријатели или слично, каде што не е официјален програм и јас немам потреба да бидам она лице од телевизија или од некоја програма која што, знаеш како, ние кои што сме малце подолго во овој јавен живот, знаеме кој е кодексот на телевизија и затоа и го практикуваме кога гостуваме во некој ТВ формат. Меѓутоа, лајв програмата дозволува да покажеш една слика повеќе каков си ти приватно и многу ми е драго што ете толку голема маса на луѓе се поистоветува со мене, се сложува со моите ставови и мислења кои што претходно и ретко сум ги давал, обично гостувањата биле професионални, сум разговарал најмногу на тема кариера, професионални проекти и слично. Така што не е никакво алтер его, тоа е дел од мене, јас сум таков приватно и сум максимално свој. Секогаш. Значи одговорот е не? Не. Дали си заљубен? Да бидеш заљубен и да сакаш е многу различно. Јас мислам дека сум заљубен, да, меѓутоа дали сакам не знам. Нема да
констатирам повеќе на оваа тема, кој како сака така нека свати. Значи ти одговори дека си заљубен. Заљубен сум, да. Имаш една легендарна изјава во која зборуваш за подарок кој го имаш добиено. А тој подарок е Порше. Добро? Велиш дека подарокот е од многу драга личност. Добро? Дали таа личност е твој љубовен партнер? Го искористи како батанот? Знаеш како? Го искористив само од една причина, заради тоа што пред малку зборував за тие шпекулации, пикантерии, толку многу невистини за мене. Јас кога го отворив салонот, после тоа колата некако дојде спонтано, бидејќи успеав некако да скрпам и прва работа, не знам колку можам да кажам дека и подарок, тоа беше една изјава која што беше апсолутно онака кликбейт изјава, знаеш. Ја на крајот од денот со средствата кои што ми останаа од подготовката за салонот, можев да си го дозволам автомобилот, кој што и ден денеска го возам, после толку многу години. Така да, ако веќе има некоја приказна нова, нека има и нов автомобил. Значи, не е подарок? Нема да одговорам на тоа. Тоа не беше дел од прашањето. Дали некогаш си водел двоен и љубовен живот? Да. Дали сакаш нешто повеќе да ни кажеш? Мислам дека секој од нас во минатото има фаза каде што се истражува и сметам дека сите луѓе треба да се истражуваат себе за да знаат што е тоа што би ги усрекило во иднина. Меѓутоа, се додека тоа не оди на ничија друга штета освен на своја. Јас сум некој кој што, ајде да кажам, во една фаза од животот фокусиран толку многу на бизнис, стално сум бил толку внимателен према луѓето и никогаш не сум сакал да бидам причина за болка, за патња, додека работите стално сум ги пролонгирал. Не знам како е да оставам, знаеш, а секогаш на крајот се испоставило дека некогаш мора да оставиш. И без разлика што во моментот е тоа повредување за другата страна, на крај ќе се испостави дека дава шанса да ја најде вистинската среќа. Кој сака да биде во односа да не биде веќе сака, знаеш. Така да додека љубовта завршила во еден однос, дефинитивно треба да следи крај, а не барање на нови приказни за емотивно да те исполнат и да сето тоа на крај дојде до ова, да имаш двоен живот емотивен. Денеска не би си го дозволил тоа никогаш. Денеска сум доволно храбар да застанам за себе и да се што не ме прави среќен, гласно кажам дека е така и едноставно да се грижам за сопственото ментално здравје, бидејќи таков тип на однос има сериозни последици. Сум ги искусил истите, доаѓа до една фаза каде што имаш сериозен проблем со менталното здравје и многу други фактори кои што те блокираат во секојдневието. Меѓутоа не сакам толку опширно да ја опфаќам оваа тема само поради тоа што е толку многу чувствителна за да некако само се надоврзам на неа, бара некако темелно да се каже. Дали со тоа кратко можеме да заклучиме дека имаш изневерено? Да. Дали некогаш имаш прогонувано твој љубовен партнер во јавност, без тој да знае? Не го разбрав прашањето. Мислиш дали имам проверувано, дали ме има излажано, Прогонувано каде оди, да го следиш? Да го следам со автомобил или нешто такво. Не, така не, меѓутоа да се информирам доколку не верувам во нешто, да. Да добијам информација или да прашам преку луѓе, така да ова сигурно ќе се важи како прогонување, меѓутоа никогаш не сум следел да одам пред куќа или да правам некои непромислени работи, меѓутоа онака пред да некој однос комплетно го завршам, сакам да сум сигурен во одлуката и стално сум знаел да проверам која е вистината, а вистината секогаш доаѓала до мене многу брзо и едноставно. Не сум имал никогаш некои специфични ситуации или сериозни драми. Иако јас сум кралот на токсични односи, дефинитивно, тоа моите пријатели
стално го кажуваат, ама валјда тоа е дел од мене. Тоа сум ја, колку сум мирен и спокоен на професионален план цел живот, емотивниот живот ми бил секогаш така малку потурбулентен. Така да сигурно ова ќе се брои како беше, извини терминот? Прогонување. Меѓутоа, ја не би го кажал прогонување, проверување на информација да, али затоа ќе кажам да, бидејќи сметам дека ова ќе го детектира така. Со оглед на тоа дека сум испитувал, сум проверувал телефони се останало. Дали некогаш имаш излажано за твоите години? За годините не. Не сум излажал за години никогаш. Може како дете, извини, да, сум излажал за годините. Сум излажал. Како дете имам лажено за годините, дека имам повеќе од колку што треба, дури тоа е моето прво работно искуство. Некако тогаш бев работев во мој студио Дадар, тоа беше кај Дадар како да кажам, па може би и најзафатениот салон во моментот во Македонија, не само во Скопје. А јас на 16 години бев задолжен за изгледот на невестите, за фризурите. И они со толку многу недоверба пристапуваат, доколку кажам дека имам тогаш 16 години имав така нешто. А јас стварно имав ептен осет за тоа, трпение за нив, тоа што и ден денеска го имам, се испоставило дека со оглед на тоа дека денеска ми е примарна дејност невести вредало и морав некогаш да излажам дека имам повеќе години само за да имаат доверба. Да не бидат скептични додека ги правам. Така да. Дали е вистина дека повеќе не си во контакт со оваа личност? Не. Со Тамара си пишавме пред неколку дена. Прво, Тамара ми е мене толку драга. Ние, татко и Велко, живее веднаш спроти мојот татко. Значи живеат во иста населба и ние се знаеме многу долги низ години. Имаме дури еден краток период каде што соработувавме за шминка и фризура. Јас и Тамара можеби за соработка не сме, како не сме, одлични сме и за соработка. Знаеш, само што различни валјда патишта во тој момент, али ние имаме супер однос. Ја имам апсолутен респект за неа и ја сакам како човек многу и би ја поддржал секогаш во се. Ако не грешам, твојот Инстаграм профил е најследениот Инстаграм профил во Македонија. Грешиш. Не е мојот Инстаграм профил најследениот профил во Македонија. Кој е? Па има доста профили што се повеќе следени. Дали дел од твоите следбеници се купени? Сега ќе го објаснам тоа детално. Одговори ме било со да или не. Ја мислам дека не. Само ќе ти објаснам детално зашто станува збор. Мојот профил во еден период луѓето може да скролаат надолу, го работеше агенција која што имаше во тој период како некој сценарио да работи социјал медија на лица кои што имаат јавна професија. Поентата беше пиар од мејкап брендови. Што тоа значи? Да јас снимам кратки шорт видеа во тоа време, немаше рилс и слично, а они да ми праќаат производи. Например, да дојдам на пиар листата на брендови како Fenty Beauty, брендот на Ријана, кој што ја репостирал мојата работа во тој период, со помош на таа агенција која што не знам како го работеше профилот, меѓутоа, мене ми беше толку сомнително да ја од тогаш имав околу, мислам дека 72.000, да, точно 72.000 имав следбеници кога они го земаа мојот профил, и онака ми го вратија со некои 225.000 и нешто така во време траење од месец и пол два. Иако нивното образложување беше дека во тој период, ако си актуелен експлори, ако ставаш, имаше некоја хаштаг стратегија, доколку твојот хаштаг е у топ фит, знам на Експлор, бидејќи ме тера да ги постирам тие работи на сториња на профилот. И така и стигнаа до мене многу брендови, како Наташа Денона, Fenty Beauty исто има репостирано слики со Елена Ристеска. Тоа се платформи со у тогаш време
по 16-17 милиони, они му убедуваат дека што зборуваш, те постира профил со 17 милиони, по 10 да те заследат илјади од тоа што мене ми беше нереално, ама не ми беше ни важно. Знаеш како, ја и ден денес не патам од бројки. Ја и утре би отворил нов Инстаграм профил, со оглед на тоа дека не заработувам од Инстаграм, ниту сум активен на Инстаграм, никогаш не сум ни бил. Само тој период, ајде да кажам година и пол, две, кога они ме мотивираа, па ја видов дека тоа брзо стигнав до тоа, ама не се откажа од таа работа, после тоа почнав со нешто сосема поинаку, ја сам продолжив да го работам и имам по 2 поста годишно, кој што може да видите. Во хороскоп си девица, Да. а за нив велат дека се склони да наоѓаат мани. Да. Дали е вистина дека во себе многу повеќе ги осудуваш луѓето отколку што признаваш? Да. И тоа го правам само ради тоа што јас сум некој кој што има една мана, и тоа е сериозна и голема мана, а тоа е да многу анализирам. И во фазата на анализирање јас забележувам толку многу ситници и детали кај некој човек и толку умеам да видам потенцијал и да почнам да идеализирам, без разлика ова на кое поле. Дали е од емотивни партнери, дали на професионален план. Знаеш како, ја имам луѓе кои што кога ќе ги видам и ги видам колку многу потенцијал има во нив, сакам да дадам и конструктивна критика и совет и да се вложам у тоа да помогнам. Меѓутоа, станува збор за тоа дека некогаш со годините научив луѓето се таму каде што се со причина. Не можеш секогаш да помогнеш на секој и без разлика што ја умеам да го видам потенцијалот кај некои луѓе, дека они самите сакаат да го искористат. Така да, од денешна перспектива, би кажал дека тоа ми било тоа биле доста фази на губење време, неуспешно, али се надевам дека барем 10% од моите обиди, барем нешто продуктивно кај некои луѓе успеале да изнудат. Малкумина знаа дека имаш брат близнак, Дејан. Да, Дали е вистина дека не сте во добри односи? во одлични односи сме со брат. Ние имаме фази кога, како и сите браќа и сестри, кога се караме и се тепаме и ние сме биле најголемиот стрес на нашите родители, верувај, заради тоа што двајцата бевме доста хиперактивни деца и тоа било сериозно, онака, двајца индијанци, како да ти кажам. Секој што не знае од детството ќе го потврди тоа. Меѓутоа, толку многу љубов имаме еден за друг, што ја и брат ми секој повик го завршуваме со те сакам. Дури луѓе вака се чудат кога со кој збореше, викам со брат ми. Така што тоа е единствената личност, брат ми и сестра ми се единствените личности што јас ги сакам повеќе од себе. Че дали е вистина дека не сте во добри односи? Не. Дали е вистина дека си во подготовка на сопствена YouTube шоу емисија, Да. во која ти ќе бидеш водител? Па нема да бидам водител, одговорот е да, меѓутоа нема да бидам водител, бидејќи концептот на самиот проект не е емисија, туку еве ќе откријам, ќе биде како серијал. Најмногу со мои драги пријатели и соработници, сите оние кои низ годините работеле на брендот Даниел Николовски, ме поддржале, имаме една историја на толку многу убави проекти, на толку многу убави искуства и совети кои што мислам дека ќе се многу корисни и за новите генерации. Концептот е стварно многу интересен, културен и нешто кое што е апсолутно во мој стил. И сметам дека треба да дадеме малце повеќе инспирација и мотив кај младата публика да почне повеќе да гледа проекти од кои што може да има барем нешто корисно во животот. И јас некако се што не идувам во последно време на интернет, на тие социјални мрежи и се останато, мислам дека најкликано копче ми е not interested кога скролам. Стварно сакам некако да се подигне свеста кај новите генерации, да видат како ние сме работеле, твореле, кои што денеска не знаат, да кажеме, од тој јавен свет, па може би барем 10% од нив да се инспирираат, да се мотивираат да работат на себе, на
тоа што имаат талент да го прават, заради тоа што често слушам оправдувања од типот на ќе работам на интернет, ќе правам тоа, ќе правам тоа за толку пари, ја додам од 8 до 4 на работа или слично. Треба секој еден човек да го најде тоа што сака да го прави и тогаш нема да има ни еден работен ден онака буквално. Ќе ужива, бидејќи сметам дека најлошото нешто е кога со оглед на тоа дека статистички е докажано 70% од нашето живење или на овој свет траење, ајде да кажеме, го поминуваме во работа. Така да најголема ајде да кажем животна трагедија не е смртта, туку 70% од животот да го потрошиш на нешто што не сакаш да го правиш и да го правиш само ради финансиско добро. И затоа мислам дека ќе биде одлична емисија и концепт кој што ќе инспирира многу млади луѓе да се фокусираат на себе, на тоа што сакаат да го прават и да бидат успешни во истото и да заработуваат од тоа. Дали сакаш ексклузивно да ни споделиш како ќе се вика? Се уште немам име, имам 3 опции, меѓутоа да би ја знаел реалната опција ќе споделев, ја немам проблем со тоа. Така да ќе мора да почекате и да видите на моите платформи за што станува збор. И последно прашање. Повели, ова некако многу брзо отиде. Дали нешто ми излажа вечерва? Да, заради тоа што на неколку прашања одговорив пред добро да размислам, а мислам дека тоа полиграфот го детектираше. Време е за резултатите. Слушам. Даниел Николовски. За жал обидот беше неуспешен. Но вечерва беше многу искрен. Искрен сум јас секогаш. Полиграфот не се согласува со твој прашање. Добро. Едно од тие прашања е дали ти пречи прекарот биба? Добро. Ти одговори дека не ти пречи. Може би во некои ситуации сепак ти пречи. Па, затоа и реков, ако подобро размислам, знаеш како, не ми пречи кога нели ќе собрата дечиња кои што те гледаат, те сакаат, те почитуваат, мислам сите ние имаме еден пристап према нив кој што е топол и ја како што може да приметат секогаш се трудам да сум свесен сум дека не гледам млада публика, да бидам културен, одмерен, да дадам некако, ајде да кажам, позитивна порака за сите нив. Меѓутоа, јас како идентитет на јавната сцена не сум биба. Сум Даниел Николовски кој веќе 18 години трае, кој што мако трпно работел за тоа, ајде да кажам, име и презиме да биде звучно и да се чуе. Така што можеби ако сега размислам, откако ми кажа во одредени ситуации би ми се сметало, меѓутоа пак ќе кажам дека може да ме викаат и Петре, се додека е со респект. А некогаш ме рекле, посебно се враќам сега на младите генерации, они се доста поразлични од тоа какви сме биле ние како деца. Они имаат поинаков пристап. Јас во последните неколку наврати со паничен напад избегнував стампеда од деца. Разбираш, ја сум научен на поинаков пристап. Не сум научен дечиња да ме тегнат од сите страни и да не можам воздух да земам. И не сметам дека еден фризер и шминкер треба да не може воздух да земе од деца кои што го идолизираат, туку тоа треба да бидат, јас сум човекот зад сцената, тоа треба да бидат пејачи, актери, луѓе кои што имаат секојдневна порака преку нивните уметнички дела, ајде да кажам, уметнички дела, мислам на музика, на видеоспотови и слично. Нажалост кај нас тоа не е чест пример, а го доживувам ете јас како Даниел Николовски или пак Тибиба во последните месеци и знае да биде екстремно напорно, до степен да добивам повици во 4 часот наутро. Апсолутно е вознемирувачки, а работам од 6 за викенд со невести и свадби, каде ми треба фокус и концентрација и мирен сон. Од доаѓање на врата до буквално еден пристап кој што стварно знае да биде многу невоспитан. И затоа и стално се трудам да им посочам како се пристапува и во одредени ситуации валјда тоа биба го имам слушнато во форма на
на начин на кој што не ми одговара. И другото прашање беше дали дел од твоите следбеници се купени? Па јас ти одговорив, Го објасни, но рече дека сепак не. па јас не од тоа што јас знам, меѓутоа со оглед на тоа дека сите и знаат дека тој период, пошто јас зборував за тоа, ја и ги промовирав како агенција, сите знаат уствари кој ми го работел профилот и како. Така што, мислам не само на мене, во тој момент на доста јавни личности, иако мојот беше некако најуспешен со Рич, ради тоа што тоа беше подем на мејкап туторијали, кога почнаа да се прават и секој почна да снима, да ги работи, да... Стварно мислам беше одлично нешто кое што требаше да го продолжам, затоа ми е многу криво што не собрав сила да го продолжам тоа и да заштедам многу инвестиција на шминка во студиото, кое што е недостапна во Македонија, е хит во светски рамки. Али никад не е касно, може би ќе се вратиме на снимање туторијали, ајде да кажеме, иако се многу поразлично. Тука ова тестирање завршува. Фала ти. Фала ти на тебе. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот ако сакате да гледате уште епизоди и пишете ни во коментари кого сакате да видите следно тука. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.